Законот кој што го поднесе Левица го поддржуваме ние како коалиција и тој е позитивен закон од причина, како што рече и колегата Крмов, неизвестноста на работникот 5 години да биде вработен на определено време е многу голема, за да може тој да биде креативен, продуктивен во својата работа, треба да има и сигурност. А поголема сигурност од тоа дека го имате работното место и нема да страхувате секоја народна година да го продолжувате договорот, нема поголема сигурност, односно несигурност од таа страна и затоа сметаме дека овој закон е добар, а исто така и во однос на другите измени што се однесуваат за пробна работа од 4 на 2 месеци да се намали време траењето и исто за сезонската работа намалување во време траење од 8 месеци на 5 месеци. Ке се вратам пак на првата промена, каде што работниците кои досега беа со повеќе години, односно 5 години време на определено работно време да работат, за трансформација на нивното време на неопределено да биде на помалку, на 6 месеци, дека се стекнува сигурност, тие се релаксирани и продуктивни и секако дека се покреативни и за самата фамилија, не само за работното место. Во минатото можеме, сите сме сведоци на прекинување на работните односи баш на тие луѓе, на тие работници кои што долго време, а некои дури и цел живот не може да се стекнат со статусот работа на неопределено време, дека им беше прекинуван работниот однос ради тоа што беа на определено време со смена на политичките партии. Така да, кога ќе се промени политичката гарнитура, тие го губат својот работен однос, а на нивно место доаѓаат други работници. Значи, работното место треба да обстојува, меѓутоа заради тоа што се сменила политичката гарнитура, на работникот оди дома, а на негово место доаѓа друг. За жал, такви примери имаше во изминатиот период. Исто така потврда дека ова трансформација на работен однос, склучување договор за работен однос од определено на неопределено време, дека треба да се намали и тоа 6 месеци до година дена би било оптимално да биде работното време на определено време. Е пример за тоа дека токму е неопходна оваа измена и штрајкот се потврдува и со штрајкот на медицинските сестри од градска општа болница 8 септември, која беше пред 10 или 2 недели, така што сестрите кои што беа ангажирани за време на пандемијата, во време на екот на пандемијата, тие го загубија својот работен однос, бидејќи беа вработени на определено време, некои работеа неколку месеци, некои година, некои повеќе од година на дена, а цело време, тоа е дволичноста на оваа влада, цело време зборуваме дека изборувавме и уште зборуваме дека медицинскиот персонал е во недостаток, како од доктори, така и од медицински сестри, а кога им треба, тие беа ангажирани по завршувањето на короната, истите се најдоа на улица. Така што, према бројот на население, не само општиот податок дека недостасува број и на медицински сестри и на доктори, према бројот на население, баш во општина во Скопје, град Скопје и околината, значи на 100.000 жители, тоа е пропозиција што важи за секаде, меѓутоа за Скопје, на 100.000 жители треба 700 медицински сестри. Моментално има 371 медицинска сестра, а пак ќе повторам, медицинските сестри кои што беа активирани за време на короната се најдоа на улица без здравствено осигурување.
имаше на медиумите, дека министерот ги чека на разговор, сигурно дека нешто во меѓувреме се имат и договорено, меѓутоа ова е потврда дека овој закон е добар и дека навистина треба време траењето од 5 години да се намали на 6 месеци, најмалку до година дена. Благодарам.